Бојан и Дарио бевме заедно на иста маса беме и бевме ние на самиот влез. Ние со повреди не се здобивме, ама целата помош околу повредените лица, за транспортот до болница, до Кочани па до Штип, за окажување на прва помош на лице место и у болницата. Ние го дадевме се што можеме од нас и останаме и цела вечер. Мислам дека со повреда малку имаше Љубомир, он може да каже за мал дел. Мислам со полесна повреда имам само изгореница на лицето. Внатрешниот респираторниот систем ми беше чист. Конкретно се бе заглавило стампедото, тоа злобно стампедо што го спомнуваат сите. В некој момент изгубив свест, на делот вече да не се сеќавам. Некој ме извлече, сакам да знам кој, ама тоа е и бескрајно сум благодарен. Не сум свесен кој е бил. И после тоа требаше ми мал период да се вратам во живот и да бидам свесен што сушност дешава. Бојан? Жан Мартин, ние бевме заедно на самиот лес на дискотеката. Имавме среќа да излеземе на време, да не се здобиеме со никакви повреди. Еден месец по самиот настан се уште чувствуваме и тага за починатите кои што имавме блиски и што не се ни биде блиски без разлика. Сепак тоа се млади животи кои што не требаа така да згаснат. И единствена светла точка во овој моменти ние кога слушнеме дека некој од повредените се враќа дома, дека дека се полеко закрепнуваат сите и тие ни ја даваат мотивацијата фактички да продолжиме со животот, за да и помогнеме на другите повредени и тие да се вратат и да овој настан заврши со што помалку починати.